Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Законот за пушење ќе се применува етапно. Здравствените власти им даваат време на пушачите. Казни ќе пишуваат откако ќе се навикнат на новите правила. Директорите на болници го загубија правото сами да одлучуваат за вработување. Со новите законски измени ќе се бираат само најдобрите. Земјотресот од 4,6 степени по Рихтер предизвика вознемиреност. Страшно беше, краток и појак. Беше језиво, да не кажем, одамна не сме почувствувале и многу подугачко траел. Се исплашив, да ви кажам. Експертите смируваат, потресот е дел од геолошки процес на Шарпланина. Работниците утре на блокада пред Стопанската комора. Председателот на ССМ бара одговорност за пратеничката Стојановска за објавени снимки со неговите деца. Крвав напад во Канада, 18 годишник ги убил мајката и братот, па отвори логан во средно училиште. 10 мртви и десетици повредени. Во овие вести во живо за новите планови на здравствените власти за законот за заштита од пушење. Останете со нас. На 2 недели пред најавената примена на новиот закон за заштита од пушење, здравствените власти најавуваат етапна примена. Што ќе значи ова и дали воопшто ќе се усвојат законските измени во предвидениот рок, дознаваме од колегата Александар Динев, кој имаме во живо во овие вести. Александар, што точно ќе значи ова етапна примена на новиот закон? Тоа во пракса ќе значи дека уште веднаш, односно во март, нема да се оди со парични казни доколку не се почитува новиот закон за заштита од пушење, односно доколку ве фатат со цигара во рака на места каде што новото законско решение го забранува тоа. Како што информираше министерот за здравство во изјава за Сител, најправен ќе се оди со информираност за граѓаните, потоа со подготовка и јасно прецизирани протоколи, кој е било едно од клучните барања на угостителите во однос на новиот предлог закон за заштита од пушењето, а дури потоа во третата етапа или фаза ќе се оди со казнивост, но засега министерот за здравство не прецизираше кога ќе почнат паричните казни доколку не се почитува законот. Иако од првично најавеното носење на законот, односно до 1 март остануваат малку повеќе од 2 недели, Азир Алиу информираше дека новиот предлог закон за заштита од пушењето можеби нема да се донесе на 1 март, но е оптимист дека истиот ќе се донесе во идниот месец, односно во март, и ќе стапи на сила. Сите детали околу новите моменти за предлог законот за заштита од пушењето ги гледаме во прилогот во продолжение. Од март нема веднаш да се казнува ако пушите цигари пред училиште, јавна установа, внатре во угостителски објект или на автобуска постојка. Иако здравствените власти очекуваат законот за заштита од пушењето да се донесе идниот месец, тој ќе се спроведува во фази. Прво ќе се оди информативно, па подготвително, а санкционирањето е третата етапа. Се уште не е дефинирано кога ќе се почне со парични казни. Нарече си 2 недели од правичниот предлог за да стапи на сила. Експертските групи и сите засегнати се уште работат на дефинирање на протоколите, кои ќе ги опфати новото законско решение. Идејата е тоа законско решение прво да биде добро дефинирано, понатаму да креираме протоколи кои што ќе ги следиме дали законот се имплементира или не. Затоа заедно со сите инспекторати, заедно со Министерство за внатрешни работи и нашето министерство работиме на креирање на протоколите за понатаму следење на законот. Едно од почестите барања беше законот дали може да се имплементира фазно, се со цел да може целата инфраструктура и процесите да бидат усогласени со текстот на законот. Ние сме тука флексибилни и ќе видиме која динамика на имплементација на законот ќе биде дел од реалноста, но сепак е уште рано, значи ни требаат уште неколку состаноци за да имаме конечен текст и конечна динамика на законот. Освен барањето на угостителите за јасни протоколи и пролонгирање на законското решение,
По јавното објавување на предлог текстот, до Министерството стигнале вкупно 60 забелешки. Но и државата се уште не е целосно подготвена за да им излезе во пресред на граѓаните кои сакаат да се откажат од цигарите. Битен момент исто така на законот е информација и едукација на населението. Затоа работиме заедно и со Институт за јавно здравје и со другите институции, за да видиме дали инфраструктурно и ние како држава сме спремни за да може да нудиме таков вид на услуги, информации, обуки за откажување од пушењето. Така да не би сакал да брзам со термини, навистина сакам да бидам сигурен дека секоја наша институција е спремна за да може законот да биде имплементиран. Целта не е еден ден однапред да биде законот имплементиран, туку кога ќе бидеме сите спремни, како општество и институции, тогаш законот да се имплементира. Според новиот предлог закон се планира забрана не само на класичните, туку и на електронските цигари, вейп апаратите и другите уреди кои содржат никотин во сите угостителски објекти, фирми, јавни институции, автобуски и железнички станици, пазари и јавни места каде има повеќе луѓе. Не смеа да се пушат цигари ниту во автомобил ако има малолетно дете. Во рестораните и кафетериите ќе биде дозволено пушење само на терасите ако се отворени од 3 страни, а не како досега застаклени или преградени со фолии. Казните ако ве фатат со цигара во рака се движат од 150 до 300 евра за физичко лице, а за фирмите и до 5000 евра. Александар Динев, Сител телевизија. Директорите на здравствени установи го загубија правото сами да одлучуваат за вработување. Со новите законски измени кои го поминаа собранискиот филтер, ќе се бираат само најдобрите, односно оние кои имаат најмногу поени. Законското решение на предлог на левици беше дел од пакетот закони договорени на лидерската средба. Во здравството од сега ќе се вработуваат само најдобрите кандидати според бодовите од конкурсот. Со измените на Законот за здравствена заштита, директорите на здравствените домови и болници повеќе нема да можат самостојно да одлучуваат кој ќе добие работа доколку не е прворангиран на листата. Предлогот дојде од левица, а доби поддршка и од владеачкото мнозинство. Со новите правила директорите ќе мора задолжително да го изберат кандидатот кој освоил најмногу бодови. Ова дискреционо право се покажа како погубно, затоа што во голем дел во минатото беше и предмет и на критика во медиумите дека не се вработуваат најдобро рангираните кандидати од медицинскиот кадар, туку се вработуваат пониски рангирани кандидати. Со тоа се доведува во прашање и квалитетот на здравствениот систем, како систем каде квалитетот и интегритетот на кадарот мора да биде највисока вредност. Од власта вела дека со измените ќе се намали можноста за партиски влијанија при вработувањата. Сепак посочуваат дека останува отворено прашањето што ако двајца или повеќе кандидати имаат изброј бодови. Доколку има повеќе од тројца кандидати кои ги исполнуваат условите, спроведува интервју и донесува одлука за избор на кандидат. Сега тука ме интересира, менаџерскиот тим врз основа на кои критериуми ќе го врши изборот на кандидатите. Иако гласа заеднички собраниската дебата не помина без политички препукувања, чија е заслугата за законското решение. Но некако ми пречи триумфализмот, бидејќи од 6 пратеника реално тројца дали гласавте или воопшто сте присутни во сала и не можете вие да се фалите дека носите промени. Нема потреба, колешке Дафина, да сте зајадливи на оваа седница и сега ќе ви кажем и зошто. Без гласовите на левица, например, немаше да се донесе и Safe City. Измените се дел од договорите постигнати на лидерската средба, а од нив се очекува да донесат пофер и поконкурентен систем на вработување во здравствениот сектор. Катерина Нешкова, Сител телевизија. 43 компании имаат одобрение за производство на канабис за медицински цели, велат од Министерството за здравство. Во сите нив ќе треба да влезат надлежните инспекцијски служби и во рок од 45 дена да достават извештај до владата. Од обвинителството се уште без детали за постапката, откако полицијата заплени над 40 тони марихуана. 40 фирми кои имаат дозвола за одгледување на канабис ќе бидат цел на инспекторите кои добија рок од 45 дена, детално да ги проверат што се одгледува на плантажите, колку стока има во складиштата и дали наместо масло за медицински цели се произведувал цвет за црниот пазар.
Вкупно 60 фирми имале лиценца. Министерството за здравство извести дека во нивната евиденција сега се 43 фирми со важечки одобренија. Од вкупниот број на 14 правни субјекти има одземено одобрението, а за 4 правни субјекти се води постапка за одземање на одобрението поради утврдени неправилности. Владата ги реактивира контролните механизми по 8 години пасивност. Ке се именуваат нови членови на меѓуресорската комисија за контрола на опојни дроги, која од 2017 не покажала никакви резултати. Премиерот најави бескомпромисна битка по запленувањето на 40 тони марихуана, предупредувајќи дека истрагата може да открие и до 100 тони нелегална дрога. Од ВМРО ДПМН со нови обвинувања кон опозицијската СДСМ велат донеле спорен правилник за одгледување на канабис кој е во колизија со законот. Дека ова било планирано во главите на Заев и Филипче, се гледа во подзаконскиот акт, односно правилникот за одгледување на канабис за медицински цели, донесен во времето на власт на СДС, која е во колизија со законот, затоа што се дозволува да се произведува цветот канабис кој не ги задоволува GMP нормите. Од СДСМ бараат одговор дали контролите се задоцнети. Дали сите фирми се нелегални? Тоа ли го порачува Мицкоски? Ако е така, зошто не била навреме направена контрола, зошто власта дозволила нелегално да се произведува и да се складира? Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција нема нови детали. Велат истрагата се уште е во тек, се преземаат действија, а во расветлување на случајот вклучени се повеќе основни обвинителства во државата. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Дали кавгата меѓу Филков и Сали може да предизвика проблеми во владината коалиција? Што се случува во албанскиот блок? Каков ќе биде исходот од случајот со заплената на марихуана? Анализа во тема на денот со Петар Арсовски. Земјотресот од 4,6 степени по Рихтер, кој синоќа 5 минути по 22 часот беше регистриран на територијата на Косово, на само неколку километри од граничната линија со Македонија, предизвика вознемиреност кај граѓаните, но најмногу во Скопје и Тетово. Експертите велат дека нема простор за загриженост, посочувајќи дека потресот е дел од геолошки процес на Шарпланина. Силно тресење прекина вечерната тишина во Македонија. Во 22 часот и 5 минути земјотресот 4,6 степени според Рихтер ги вознемири граѓаните. Епицентарот бил на Косово, поточно 45 километри северозападно од Скопје. Силниот удар најмногу ги вознемири граѓаните во Тетово и Скопје. Граѓаните видно загрижени пред камерата на Сител раскажаа како тресењето им предизвикало страв да не заспијат до раните утрински часови. Страшно беше, краток и појак. Јас сама бев, се исплашив да ви кажам. На четврти спрат, бога ми да, бевме сами со децата, малце беше дома тивко. Беше језиво, да не кажем, одамна не сме почувствувале и многу подугачко траја. Па добро затресе. Најмногу земјотресот го почувствуваа граѓаните кои што живеат во западните делови, поточно Тетово, Гостовер и околината. Според податоците со кои што ние располагаме, интензитетот беше одреден 5. Во Скопје и околината интензитетот беше одреден од 4 до 5, а веќе во останатите делови од републиката од 3 до 4 степени. По синоќешниот удар регистрирани се и низа други земјотреси, но со значително помал интензитет. После земјотрес со умерена магнитуда како што беше овој, очекувана е некоја последователна сизмичка активност, да имаме ние регистрирано, меѓутоа тие се во групата на слаби земјотреси кои што воопшто не се ни почувствувани од граѓаните на нашата држава. Територијата на Косово па и западниот дел на Македонија е тектонски активен. Поради сизмичка активност во регионот, познавачите велат дека делови од Шарпланина почувствувале поместување и тресење како резултат на земјотресот. Првични некои проценки и мали анализи покажуваат дека за околу 10 до 15 мм е издигнат делот на Шарплена, посебно од косовската страна, и хоризонтално, бидејќи станува збори за хоризонтален расет од северната страна, значи хоризонтално некаде до 2-3 см.
метри. Сепак за многу попрецизно одредување треба посебна методологија. Граѓаните почувствувале хоризонтално нишење, објаснуваат познавачите, бидејќи тогаш сеизмичките бранови минуваат под планински предел. Интересно беше што почувствувавме некое како хоризонтално нишење. Тоа е токму вообичаено се случува кога сеизмичките бранови поминуваат под таков планински, огромен планински блок, да кажеме, и исто така се пренесува преку алувијални наноси што се во Полошка котлина, во Скопска котлина, и заради тоа, генерално заради тоа, но и заради типот на раседот од северната страна, кој што рековме главно хоризонтален, дојде до такво хоризонтално нишање и релативно долго трајање на земјотресот, околу 30 секунди. Поради земјотресот нема пријавено никакви материјални штети. Ваков сличен Скопје бележи во 2016 година со магнитуда од 5,1 степен според Рихтер. Гавриела Лескова, Сител телевизија. 25-годишник е тешко повреден во сообраќајка што се случила доцна синоќа на автопатот навлез во Скопје кај клучката за обиколницата. Повредениот кој управувал автомобил BMW од засега непознати причини удрил во задниот дел од камион, пошто настанал пожар, двете возила изгореле. Повредениот возач на автомобилот бил пренесен во ургентниот хируршки центар, а по направените диагностички процедури констатирани се тешки телесни повреди на главата. Тој е задржан на лекување на клиниката за неврохирургија, а моменталната здравствена состојба е стабилна, информираат од ургентниот центар. Од Министерството за внатрешни работи пак информира дека на местото на настанот бил извршен увид од увидна екипа на секторот за внатрешни работи Скопје. Во 23 часот во секторот за внатрешни работи Скопје пријавено е дека на автопатот Скопје-Куманово пред клучката за обиколница на град Скопје се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило BMW со скопски регистарски ознаки, управувано од АВ од село Бујковци Скопско, и товарно возило Мерцедес со полуприколка со неготински регистарски ознаки, управувано од љД од село Брест Штипско, при што двете возила се запалиле и целосно изгореле. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило BMW, констатирани во комплекс клиники Мајка Тереза во Скопје. Увид бил извршен од увидна екипа од секторот за внатрешни работи Скопје. На 2 и 5 март стартуваат судските процеси за полициските службеници опфатени во постапката за случајот Пулс. Први во судница ќе седнат обвинетите кои дале позитивно мислење за потребниот број на паркинг места. За обвинетите за тешки дела против безбедноста се уште е во тек оценка на обвинението. 12 темина полицајци кои се обвинети за незаконското работење на кочанската дискотека Пулс на почеток од идниот месец ќе седнат на обвинителна клупа во кривичниот суд. Ќе им се суди во две одделни постапки. 9 од обвинетите се гонат за издавање позитивна согласност за вршење угостителска дејност, иако дискотеката го немала потребниот број на паркинг места. Така, според обвинителството, 2 години поред овозможиле Пулс да добие лиценца, а работата на клубот да му донесе на собственикот заработка од $500,000 денари. Во втората постапка ќе им се суди на 3 полициски службеници. Обвинети се дека при контрола на објектот и утврдени неправилности во работењето, прекршочните пријави ги напишале на името на згаснатата фирма под која претходно работела кочанската дискотека. 13 полицајци пак обвинителството гони како директни виновници за пожарот во Пулс. Тие го направиле и го спровеле планот за акцијска контрола во Пулс кој се одвивал ноќта кога се случил пожарот. Употребата на пиротехника не била претходно пријавена, па полицајците кои се наоѓале во дискотеката, според обвинителството, должни биле да го спречат активирањето, но тоа не го направиле. Според одбраната, дел од полицајците имале други должности и не може да се обвинети за тешки дела против општата безбедност. Се работи за лица кои што истата вечер биле по наредба да барат продавачи на дрога и уживатели на дрога. Истите имат фатено еден од продавачите на дроги го имат изнесено надвор и затоа сметам дека апсолутно не стои обвинението дека истите морале и знаеле дека ќе има пиротехнички настан таа вечер. Од кривичниот суд велат дека до крајот на неделава предметот ќе биде испратен до сите адвокати. По добивање на нивните забелешки ќе следат оценка на обвинението и термин за почеток на судењето. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Работниците утре на блокада пред Стопанската комора. Председателот на ССМ бара одговорност за пратеничката Стојановска за објавени снимки со неговите деца. Крвав напад во Канада, 18 годишни ги убил мајката и братот, па отворил оган во средно училиште. 10 мртви и десетици повредени. Во вчерашната блокада на Собранието, работниците утре организираат блокада пред Стопанската комора, со што сакаат да испратат порака кон работодавачите. Председателот на ССМ денеска побара одговорност за претеничката Дафина Стојановска, која на социјалните мрежи објави снимки со неговите малолетни деца. Трендафилов ова го гледа како притисок на кој вели дека нема да попушти. Председателот на Сојузот на синдикати бара надлежните да поведат постапка против пратеничката од ВМРО ДПМН Дафина Стојановска, која вчера на социјалните мрежи објави видео на кое се гледа како Трендафилов со службеното возило ги зема своите малолетни деца од училиште. Првиот човек на синдикатот побара и собранискиот спикер Африм Гаши да поведе постапка за одземање на пратеничкиот имунитет на Стојановска. Вели дека за случајот ќе ги извести сите амбасади, делегацијата на Европската Унија, братските синдикати на Меѓународната и Европската конфедерација на синдикати и Меѓународната организација на трудот. Можете да продолжите, другари, да не следите, можете да продолжите да не снимате, можете да продолжите да не прислушкувате онака како што правите година назад. Можете да доаѓате кај што ќе седнеме, можете да не слушате, но тоа морате да го правите со нас, затоа што ние сме избрале да се бориме. Нашите деца не ви се виновни на никој од вас. И затоа ќе продолжиме да ве блокираме, затоа што сте нелуѓе. Случајот го пријавил во полициска станица, за што потврдија и од МВР, откаде велат дека се преземаат соодветни мерки и активности за целосно расчистување. Пратеничката не одговори ниту на повиците, ниту на пораките, но преку писмено соопштение реагираше пратеничката група на ВМРО ДПМН. Оттаму велат дека Трендафилов со невидена дрскост, паника и нервоза ја нападнал пратеничката, глумејки жртва за да го прикрие сопствениот скандал. Пратеничката група на ВМРО ДПМН најостро ги демантира и отфрла неговите очајни обиди за дефокусирање од вистината. Правосудните органи имаат чист случај пред себе во кој Трендафилов веќе требаше да дава исказ пред надлежните органи и да сноси одговорност за злоупотреба на службено возило за приватни цели. Додека лицемерно ги повикуваше пратениците да одат пешки, тој истиот ден се појави на протест со службеното возило, а јавноста веќе виде како тоа исто возило се користи за семејни потреби, како да е негова приватна собственост, велат од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Утре продолжуваат блокадите на ССМ. Точно напладне ќе ја блокираат Стопанската комора. Пред Стопанската комора ќе блокираме газди кои ги блокираат работниците 36 години, газди кои одбија до крајот на минатата година да ги зголемат работничките плати и да ја зголемат минималната плата, а кукаат дека квалификуваните работници заминуваат од Македонија и дека не можат да ги задржат. ССМ освен утре и на 17 февруари ќе ја блокира владата. Потоа планира нов голем протест за кој ќе има и организиран превоз за работниците од внатрешноста, а доколку ниту тоа не доведе до зголемување на минималната плата на 600 евра, тогаш ССМ ќе прогласи генерален штрајк, како во јавниот, така и во приватниот сектор. Даниел Василев, Сител телевизија. Нови проблеми за камионџиите. Возач од Македонија добил казна од 150 евра во Германија поради тоа што граничните служби пресметале дека престојувал 3 дена повеќе од дозволеното во Шенген зоната. Ова се случува за време на разговорите на Брисел со земјите од Западен Балкан за изнаоѓање на конечно решение за транспортерите. За да не трпат штети, тие бараат итна одлука, а состанок се одржува во моментов. Македонски возач протеран од Германија, надминал 3 дена од дозволените во Шенген зоната. Поминал со казна од 150 евра, но морал да купи и авионски билет за да ја напушти земјата. Му било дозволено камионот да го предаде на друг колега, за да пренесе стоката до саканата дестинација. Поминал подобро од превозник од Босна, кој добил забрана за влез од 1 година, велат од Макам Транс. Аларм од Сдруженијето на превозници од регионот го подигна. Побара итен состанок со Европската комисија за решавање на статусот на професионалните возачи. Бараме и во овој преоден период додека најдат соодветно решение кое би да се напише во таа регулативата за визна либерализација за продолжен престој, да се применува оно што е потпишано уште во 2001 со Асоциација и стабилизација, да престанат со
контролите кои што сега засилено ги прават, иако, како што знаете, пред тоа имавме протести, ветување, дека се препозна возачите, дека не се туристи, него се професионалци. Правилата од Брисел се ригорозни. Ако втор пат се фати истиот возач со надминати денови, може да добие забрана за влез од 5 години. Затоа од Макамтрас препорачуваат превозниците да ги избегнуваат пристаништата во Росток и Салцбург, кои се мапирани како места каде најчесто се вршат контроли. За проблемот кој го имаат професионалните возачи од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна, 4 дена ги блокираа граничните премини со земјите членки на Унијата. Комисијата најави преодно решение за овие возачи, кое се уште не е донесено. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Министерот за дигитална трансформација по втор пат ја отврли иницијативата за забрана на социјалните мрежи за деца до 12 години и побара поголема одговорност и грижа од родителите. И додека земјите од Европа па и од регионов полека го стегаат обрачот околу потребата и можноста за пристап на социјалните мрежи од страна на малолетните лица, владата останува на ставот дека не сака забрана, туку родителска контрола во рамки на проектот МК Сейфнет, кој што веќе една година се спроведува во нашите училишта. Со тоа им се остава можност самите родители да го регулираат начинот, време траењето и пристапот на нивните деца до социјалните мрежи. Според министерот Андоновски, не било во ред државата да забранува одредени алатки за определена група на луѓе. Сметавме дека ова е начин да ги превенираме опасностите од интернет, а контролата да задржат родителите, да не ја превзема државата, контролата на алатки кои што се исклучително приватни, значи ги користат родители, ги користат деца и би било мешање на државата во домашните работи на секое семејство, во домашното воспитување на секое семејство, за тоа кои алатки и на кој начин се користат. Но доколку постои зголемен интерес од страна на родителите, доколку постои зголемен страф и таа бројка е голема, оставаме простор да продискутираме на овие прашања, зашто не направиме една јавна расправа и една анкета да видиме кој е интересот, кој е размислувањето на родителите. Во Македонија деновиве повторно се покрена петиција од страна на дел од родителите насловена Иницијатива за безбедно детство, каде се бара целосна забрана за употреба на социјалните мрежи за деца до 12 години и строга регулација на пристапот за малолетни до 16 години. До сега петицијата ја подпишале 2311 родители. Но и наставниот кадар кај нас не е за целосна забрана, туку за строга родителска контрола. Тука имаме позитивен фидбек, односно родителите не известија дека ги користат тие алатки во врска со сигурен интернет, да овозможиме не забрана на учениците, меѓутоа љубопитноста да биде ограничена, да се контролира од страна на родителите и заедно да делуваме. Денешниот ден за побезбеден интернет се одбележува заедно со останатите центри за побезбеден интернет низ Европа како дел од мрежата InSafe. За Сител, Дарко Штарговски. Продолжени блог вести.